А сега мислам дека веќе ја имаме Ивана на линк. Денес таа ќе ни најави работилница за цртање. Но колку што гледам по наслов, нешто не е обична. За каква станува збор, ќе слушнеме од неа. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, до тебе, добро утро и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата програма. Утре вечер ќе се одржи една многу интересна летна работилница токму на ова место каде што ние се наоѓаме ова утро во дворот на Мала Пажња и тоа ќе биде отворена работилница, односно претходно ќе треба да се пријавите. Работилница инспирирана од италијанска безгрижност и работилница за која што повеќе ќе слушнеме од оние кои што се инспирираа да ја создадат оваа работилница. Тоа се Маја Саевска и Александра Божиновска. Ќе ви посакам добро утро. Како дојдовте до идејата, како се споивте за да настане оваа работилница, Маја? Добро утро, најпрво да ви посакам добре дојде тука во нашето дворче. Како се запознавме, па јас и Александра на многу интересен начин си имаме запознаено. Како што викаат, некои пријателства стекнати во вонредни услови обстојуваат и траат цел живот, така и нашата идејата. Па имаме ние многу идеи со неа, меѓутоа ете ова се конечно ќе се изреализира. Целта е да понудиме еден малку поразличен концепт на дружба. Не дека тоа нешто што го нема, тоа веќе постои како концепт, меѓутоа ете малце тука да го донесеме кај нас во Лептокарија и да го искористиме овој тука зелен рај. Да, и оние кои што имаат останат овие денови во главниот град, нудите малку едно поинакво бегство од секојдневието. Александра, што сочинува работилницата? Здраво, Ивана, и од мене ти благодарам што ни удостои со еден ваков убав настан да најавиме што ќе се случи утре во Лептокарија во Мала Пажња. Како што напомена, работилницата е од отворен тип, меѓутоа со претходна најава и резервации за да можат сите да дојдат да бидат дел од нашата работилница и да уживаат во нашиот, да кажеме, La Dolce Vita концепт. Што ќе биде утрешната работилница? Значи, со оглед дека имавме некако потреба од ова топло жешко лето да најавиме еден многу убав концепт што се вика La Dolce Vita, односно животот е убав, да донесеме една италијанска бајка во нашата мала Лептокарија и да имаме многу дружба, забава, што ќе работиме, ќе изработуваат нашето друштво ќе изработува тањери, ќе цртаме по концептот La Dolce Vita, значи од отворен тип, креативноста може да биде крената на највисоко можно ниво, така да да оставиме малце да биде и тајна за нашите утрешни учеснички. Се надевам дека ќе си поминат многу убаво и се надевам дека ќе имаме многу интересна атмосфера. Да, она што не можеме во моментов да бидеме во Италија, тоа ќе го донесете овде во Лептокарија, но како потребни ли се еве некакви вештини претходно од сликарство, од цртање, од уметност да имаат сите оние кои што ќе бидат дел од оваа работилница и сакаат да учествуваат? Така, значи за да се биде дел од утрешната работилница, напротив, не треба никаков уметник да се или пак сликар, треба само да понесеш со себе добро расположение, другарка, другар, пријател, мајка. Слободни сме, отворени сме за сите кои што сакаат да дојдат и да бидат дел од позитивната атмосфера, убаво дружење, чаша вино со нив и да се припуштат на креативноста и да создадат преубави уметнички дела. Така, како може да се пријават и од колку часот почнува настан? Пријавувањето одеше преку нашите социјални мрежи, преку профилот на Мала Пажња и Create Drink and Enjoy. Значи, пријавувањето беше во текот на целата недела, иако морам да напоменам за рекордно брзо време во периодот за час и половина беше затворена работилницата, што ни дава до знаење дека Скопје на вистина има потреба од многу вакви креативни работилници, не само за дечиња, туку напротив и за возрастни. Имаат потреба од дружба, од убава атмосфера, тука ќе запознат многу нови луѓе, да се опуштат,
како викаме, еден вид на медитација со четка во рака и чаша вино, каде што може да си ги создадат своите уметнички дела и да си откријат некој скриен талент кој што верувајте ќе има доста од нив кои што ќе се изненадат од самите себе. Да, оно што исто така интересно е дека секој кој што ќе си ја наслика или својата чинија ќе може да си ја земе после дома како сувенир или пак да може да си ја употребува. Кои се бенефитите еве од ваквиот тип на работилници кои што еве ова е втора, да речеме, од сличен тип кој што ја правите вие овде? Така, како што напомена, значи чинијата кога ќе ја изработат и насликаат утре може да си ја понесат дома, може да им служи дури како чинија за накид, една добра идеја еве и од мене. Што е тоа што нели го добиваат кај нас, односно учесниците ќе го добијат утре како искуство. Јас само ќе кажам, ќе уживаат, ќе бидат среќни, со полно срце дома ќе се вратат, ќе си ја покренат самодовербата и едва ќе чекаат повторно да дојдат и ќе чекаат нова работилница. Пријателства, нели, ќе има убава дружба, ќе се запознаат, нели, некои што не се знаат помеѓу себе, така да мислам дека првично тоа е главнава идеја, а потоа, нели, креативниот дел да го извади од себе секој што можеби не знае дека го има, ама го има. Убаво е нешто кога си подаруваме сами на себе, нели, или да си ја земеме можеби пријателката со нас или мајката кој што споменавте вие. Што е она што следно еве планирате да правите? Дали можеби тоа може да очекуваме уште некоја работилница од ваков или на сличен тип која што ќе се случува овде? Да, всушност следната работилница е веќе организирана, само чекаме да помине ова и веднаш да ја пуштиме, нели, да пуштиме за пријавување. Не само следната, уште неколку наредни како концепт се спремни, нели, освен некои ситници материјали, ние многу внимаваме и на ситниците, значи се да се биде на свое место, да биде во нели склад со целата тематика, така да очекувајте, нека очекуваат, значи многу интересни работилници, настани, значи да ја кренеме дружбата на едно повисоко и поинтересно ниво. Да, социализацијата оно што е многу важно, нели, дружењето, сплотувањето и мрежувањето, нели, со други луѓе. Верувам дека секако ќе бидат од користи, од интерес на сите оно што следно ќе го правите вие како вака споена двојка и оно што ќе се случува овде, можеби па и просторот ќе стане тесен за кратко време. Можеби се надеваме и дај Боже да е така. Ги очекуваме сите заинтересирани да се пријавите и на следните работилници. Почнавме со нешто многу интересно како концепт, како што напомена и Маја, ви најавуваме многу следни работилници, многу креативни. Секоја работилница ќе биде со различен концепт, меѓутоа ќе бидат навистина интересни и вредни за да се доживеат. Ги поканувам сите гледачи на Алфа телевизија, доколку се заинтересирани, слободно да ни пишат на нашите социјални мрежи, затоа што, како што и гласи нашиот слоган на оваа работилница, La Dolce Vita, животот е убав, уживајте во него и живејте го секој ден. Многу убаво кажано, да не нервира, нели, топлото време и тоа што сме во Скопје на 40 степени. Ќе ви се заблагодарам и на двете, ви посакувам успешна работилница и се гледаме во некоја следна прилика. Искра, доколку немате прашања од студио, ние ќе ве поздравиме од топлото време надвор. Верувам дека во студио ви е попријатно и секако ќе ве поканиме да се приклучите на овие работилници кои што ги создаваат, ги креираат и ги прават овие две прекрасни дами кои што сакаат да ги умрежат луѓето на еден поинаков начин, да си поминат едно убаво поплане и една убава вечер, каде што некој можеби ќе го открие и својот нов талент, тоа е уметноста, сликањето и цртањето.